Ете сме, повторно сме тука, сега имаме час исто природни науки, биологија, така, но овој пат за 7 или 8 оделение? За 7 оделение. За 7, стигнавме до 7 оделение. Здраво, наставничке, вие сте прв пат тука, нели? Да, јас сум прв пат тука да се представам. Мило ми е, многу ви убава ученица во. Ви благодариме. Ептене сте ја средиле како треба. Доаѓам од училиштето Војдан Чернодрински, од Карпаш, од Скопје. Ги поздравувам сите ученици и им посакувам побрзо да се видиме, да помине ова епидемија што ја донесе од надвор. Што побрзо. Може да им мафнеме вака на сите, да ги поздравиме учениците. Што ќе учиме денес? Денеска ќе се запознаваме за адаптација, односно продолжување на она што сега го слушнавме од природни науки, меѓутоа малку проширено за абиотичките и биотичките фактори и средините кои што постојат во целиот свет. Па може да започнеме со првиот слайд. Прво да се подсетиме што беа тоа абиотички фактори. Значи, во абиотички фактори уште се наречени неживи фактори, меѓутоа тие одредуваат дали некој жив организам ќе се насели во таа област. Па тука имаме сонце, односно интензитет на светлина. Сонцето ни ја дава и температурата, така, влажност, достапност на вода, тоа се реките, езерата, така, воздухот. Имаме различни надморски височини, тоа е географската висина, потоа почвата, но исто така и загадувањето на И колку ние сме го уништиле местото. Да, загадување на средината. Овие неживи фактори, значи, одредуваат дали еден жив организам ќе се насели таму и затоа ги одредуваат и климите, односно климатските фактори кои што постојат во светот. А тоа имаме, значи, различни клими. Вие кои ги знаете? Медитеранска клима, Медитеранска клима, пустинска клима, поларна клима, на тропска клима, тропска клима, така. Сите имаат некои нивни карактеристики во однос на температурата, светлината, влажноста, достапноста, пристапноста на водата и така натаму. И сега овие се биотички фактори или живи фактори, тука спаѓаат сите живи организми кои што ги населуваат абиотичките фактори, односно одреден простор. Па тука јас сум ставила од Ќе го вратиме на брзина. Да. Од цртан филм. Една прашума со многу животни. Гледате? Ова е Мадагаскар. Мадагаскар цртанат. Значи, овдека живеат растенија, животни, човек и микроорганизмите. Во една симбиоза, тоа може да биде во симбиоза, односно заеднички живот, потоа предаторство, плен и предатор кај што постојат, така, конкуренција за храна, конкуренција за светлина, конкуренција за простор. И овдека, не, во ред. уште да ги вие слободно кажете да ги видиме, значи срните, кои што живеат во пониските делови, така, тие се плашливи животни и обично ги населуваат по топлите краеви. Ајде сега идеме на наредна слика. Слика, да. Дојдовме до живеалиште. Па ајде, дали знаете што представува едно живеалиште? Живеалиште е место каде што некој живее, некој организам. Значи, ние живееме каде? Во нашите домови, така, и ги имаме сите услови за за приспособување, односно за еден нормален, да речеме така, живот. Значи, имаме достапност на вода, достапност на храна, на светлина, на топлина, сето тоа го бараат и животните, како и растенијата, така и микроорганизмите. Тие населуваат природата. Значи, живеалиштето е место каде што некој организам живее и се прилагодува на условите на тоа живеалиште. Постојат повеќе живеалишта, сега спомна колешката по природни науки, значи мечките живеат во пештери. Во пештери, змиите живеат во дупки. Стаурите исто копаат дупки, ежињата исто така. Некои од жилките се заштитуваат во текот на летото исто во дупки, така. Рибата каде живее? Во вода.
во вода, не може да живее на друго место, копно. така. Тоа Човекот е. само на копно, Човекот така, на не копно, може, да. не се адаптирал на во водена средина. Има и воздушно не. Има И и во воздушна, воздушна не се да, и адаптирал. во воздушна. За жал. Ајде сега да видиме наредно. Што имаме следно? Следно, да. Адаптации. Адаптации. Сега го спомнавме зборот адаптација или прилагодување. Тоа е приспособување, односно особини што го олеснуваат животот во живеалиштето. Например, температурата на водата на водата е иста со температурата на рибата. Па ако го погледнеме ова рибчето, Немо, така исто јас извадив нешто од цртани Немо и Дори. филмови, да. Значи тие се движат, имат симетрично тело, долго тело кој што им овозможуваат движење, лесно движење во водена средина. Имаат опашка која што им помага за движење напред во водената средина. Перките за што се? За лево-десно? За рамнотежа во просторот, да. Потоа дишат на жабри кои што се наоѓаат околу нивните глави, значи со оној разреден кислород кој што е во водена средина, го абсорбираат со помош на жабрите. Потоа можат да живеат во јато, но може и самостојно како што тоа го прават големите риби. Ајде да видиме други адаптации. Ајде. Други адаптации, односно видови на адаптации. Сега спомнав, адаптација во градбата или функцијата на телото, како што беше кај рибката. Незиното тело е адаптирано да живее во водена средина и адаптација во однесување, па тука ќе ги спомнеме хибернација, естивација и миграција. Естивација, тоа е летен сон? Летен сон, да. Значи хибернацијата, сега по природни науки спомна колешката, значи тоа е зимскиот сон, каде што повеќето живи организми хибернираат бидејќи не дека не може да ја презимат зимата, да ја издржат зимата, затоа што немаат доволно количина на храна. Затоа се случуваат овие адаптации. Миграцијата знаеме дека мигрираат птиците, не дека не може да ја презимат зимата, затоа што нема доволно количество на храна и тие мигрираат во јужните краеви, каде што се ера зеленето, каде што има достапност на храна, на вода, на услови кои што се за тоа адаптирани. Па ајде сега да ја решиме загадката. Ајде, може. Имам Интересно. неколку загадки. Одлично. Заедно да ги решиме. Јас ќе ви кажам, значи, за планинска коза и црвен елен. Значи, тие живеат во планините и се хранат со растенија во лето, а во зима се спуштаат во подножјата. Нивното тело е адаптирано, е лесно, мускулно, да може да се качува по планините. Имаат крзно дебело, кој што ги штити од студот, и јаки мускулни ноџиња кои што може да ги искачуваат врвовите и да бараат достапност на храна. Каква адаптација е ова? Ова е миграција. Не? Не е миграција. Не е миграција. Живеат Ајде, планините, а во зима се спуштаат во подножјата. Не знам. сега ги спомнав. Се адаптираат, мислам, во однос на не надморска висина, туку горе има храна на лето, Добра. а долу во зима, бидејќи е потопло. Бидејќи е потопло, значи нивната ова е адаптација на градбата на телото и функцијата на телото. Значи нивното тело е адаптирано да се качува на големи височини Затоа има и и да мускули, бара, и да бара храна. Јас размислував зошто се спушта. Тоа е го Се сметив како спушта затоа адаптација. што има достапност на храна во долните Така, делови и така. тоа му помага неговото тело. Значи тоа е еластично, мускулно и може да се движи. Знаете, кај планинските кози, не знам дали сте биле во Кратово, баш кај куклите таму ги имаше доста. На такви предели, на карпести предели сакаат и обично сакаат здрава и свежа храна, каде што никој не ја изгазил, така? Затоа и се качуваат нагоре да јадат. Исто и со елените. Наредната адаптација исто да видиме каква е, како вид на адаптација. Значи тука исто, лисицата и зајакот. Исто од еден цртан филм. Менувањето на бојата на крзното во зависност од временските услови. Во лето се обоени заради камуфлажа, така, а во зима имаат бела боја исто заради камуфлажа. Така тоа има адаптацијата. Адаптацијата на нивното крзно, значи таа ќе биде каква спрема?
спрема функцијата, така, функцијата, односно градбата на телото. Тоа е првата адаптација. Ајде наредна адаптација. Ова сигурно ќе го погодите. Некои од жилките, сега го спомнав, во лето се сокриваат во почва поради високите температури. Исто како тоа што го прават при хибернација мечките, верверичките, жувите, при миграција през силните птици, па може ли да погодиме каква адаптација е ова? Естивација. Да, Едно се погоди. Естивација, односно се прилагодуваат спрема временските услови, бидејќи тие нема со што да се заштитат од сончевите зраци, копаат дупки и таму се ладат, се додека не помине она сончево време кога е најтопли денови. Ајде да видиме наредно. Дојдовме до екосистем. Што представува екосистемот? Екосистемот е систем од сите живи суштества кои населуваат некоја област: поток, бара, езеро, пустина, карпа и рамница. Ние тоа сега го разгледавме, значи првен ги разделивме еколошките фактори на абиотички и на биотички, а кога тие ќе се спојат во едно живеалиште, го дава екосистемот. Значи екосистемот може да биде поток, бара, езеро, Кајнаско езеро, Охридско, Преспанско и Дојранско. Преспанско, Природни езера. Да, пустина немаме, карпи имаме исто така многу, рамници исто така многу, на кои што се населени голем број на живи организми, како растенија, така микроорганизми, така и животни, па и човекот. Ајде сега наредно. Какви екосистеми имаме? Еве го. Водениот екосистем. Водениот екосистем се карактеризира со мало количество на кислород и мало количество на светлина. Што значи, тука сите растенија кои што живеат во водениот систем се прилагодуваат на таа средина, надокнадувајќи алгите, например, имаат, бидејќи живеат во длабочините на водите, било да се езера, океани и мориња, бидејќи се оние кои што се произведувачи на храна, односно при процесот на фотосинтеза им треба светлина, тие секогаш пливаат над водата со помош на едни трепки кои што ги имаат во своето тело, за да секогаш бидат во допир со светлината. Значи се прилагодиле да имаат да допрат до светлината. Ајде нареден систем. Нареден систем. Поларен екосистем со долги зими и кратки лета, кои живеат во поларните делови. Поларни мечки, мечки, пингвини, китови, но исто така и ескимите. Тоа се народ кои што живеат во поларните екосистеми, се добри ловци на китови и на тој начин се исхрануваат во текот на јаките и долгите зими, бидејќи китското месо има дебел слој на нешто го викаме маст, значи кој што ја одржува температурата на нивното тело во долгите зими. Ајде нареден систем. Нареден систем. Пустински екосистем. Пустинскиот екосистем има многу светлина, а малку вода. Се карактеризира со многу светлина, а малку вода. Кои се пустински животни ги знаете? Пустинско глувче, камила. Да. Растенија кактус. Растенија кактус. Ајде да видиме кактусот како се прилагодил на пустинскиот екосистем. Тој има дебело стебленце, во кој што складира вода во текот на дождовите, кои се доста кратки, и на тој начин овозможува хидратација на целото растение. Има длабоки корења кои продираат до длабоко во почвата со секоја капка од дождот, кратките дождови да ја абсорбираат во нивните стебленца, а имаат и ливчиња во форма на што? На боцки. На боцки, за да ја намалат површината да не се губи вода, да не испарува, да не испарува преку тие ливчиња, но исто така има и друга функција овие иглички. Има се штитат, се штитат од предаторите да не ги изедат.
Сега исто и камилите, ќе ги спомнеме тука во пустините. Кои се снашле за боцките? Да Ќе не ги вратиме боли. на- Имаат масти? Да, ќе вратиме. А, треба да вратиме. Да. Се извинувам. Каде имаат масти камилите, значи тие долго може да издржат без вода и без храна. Имаат во тие нели грбките Во нивни. грбките, да. Имаат складирано масти со кои што може да ги издржат тие недостатоци на храна. Но знаеме дека во пустината постојат и песочни бури, па и кај нас често пати во возилата кога ќе има значи јак ветер ни доаѓаат оние африкански песочни бури кои што возилата ни ги прават како кафеави. Да, цели, да. Па мора да ги Мора да ги носиме переме. на перење, И да. уште каков екосистем има? Ајде да видиме. Следен. Следен екосистем. Планински. Планински. Кој посетил планина? Сега ако погледнете вака низ прозорецот, се уште на планините имаме снег. На 1 април дочекавме исто снег, така се мававме со тупки, правевме снишко, иако беше пролет. Календарски, тука има долги снежни студени бури, редок кислород и многу малку храна. Пак ги спомнавме планинската коза, планинскиот елен, кој што на лето се горе во подножјата, каде што има доволно храна, а потоа во текот на зимата се спуштаат бидејќи има недостаток на храна, да бараат. Да, и нема растенија многу малку има, само мали цвеќиња планински и грмушести грмушки. растенија, да, кои што многу брзо прецветуваат, бидејќи има многу кратки лет. А што имаме домашна работа, например? Домашна работа е да излезат во временските услови кога може да излезат и да запишат каква клима имаме кај нас моментално. Значи да си нацртаат се што гледаат во околината и да си уживаат во времето што ни го дава овој Овогодишно априлски време, ден. да. Одлично, па може и од тераса, бидејќи сега не смееме да излегуваме многу од дома, може од Да, тераса може и исто од да тераса, видиме. Да. може и од тераса. Ви благодарам многу наставнички. Ние сме со вас повторно со следниот Повторно, час, да, така, со но прво следниот. ќе одиме со еден краток џингл и ќе се вратиме на биологија.